Во пријателен амбиент и духовно спокојство кој ја возможува природата околу манастирот Добра вода кај Оризари, членовите на црковниот одбор вчера го одржаа своето годишно собрание, на кое беше направен пресек на сработеното во изминатиот период и се договорија плановите за тоа што предстои, со цел да се обезбеди континуиран развој на ова светилиште. По одржувањето на собранието, многобројни помагатели и донатори присуствуваа на заедничкиот манастирски ручек со традиционално гравче, како израз на благодарност за нивната великодушност. Иако манастирот Добра вода се развива со посекувана динамика, сепак од црковниот одбор посочуваат на повеќе проекти, со чија реализација истиот ќе заживее со уште побогат црковен и манастирски живот во функција на верниците. Сакаме сега таа традиција ја ние да продолжиме и натаму да се продолжиме исто така како до сега што е, се и понатаму. Види, ние сега правиме тоа годишно собрание, ги собираме тие луѓе што претходно са поработили и са донирали и сега и другите нови што ни помагаат и донираат и помагаат и финансираат, исто така да може да овој манастир да се работи, да се напредува се подобри. На манастирот има многу работи што не да се сасуват, али сега најголемниот проблем е патот. Оти патот без пат не бива ништо. И исто така ни треба да имаме конак и кујна ни недостасува, а сега ние почнаваме една стрешница за верниците, за да и например клупи и маси за на верниците, за да нешто не лошо време, за да може дека да седат, да се подкри под кров и тука да ви така. Природната и лековита вода и сите други придобивки кои Добра вода им ги нуди на верниците од општината и пошироко го прават еден од најзначајните во Кочанската котлина, поради што неговите слави се организираат со масовни народни собори. Токму затоа неопходно е поголемо внимание од сите кои на еден или друг начин можат да помогнат.